Почитувани гледачи, добро утро и од мене. Еве направим да ве поздравам сите, ви посакам успешен ден, да го видиме, направим прилогот, да видиме кој ќе биде гостин во продолжението на утринската програма Нов ден. Нашиот денешен гостин е потекнува од лекарско семејство. Неговата мајка е педијатар, а татко е интернист. Инаку денеска е успешен лекар, специјалист по ортопедска хирургија, ортопедија и травматологија. Има поминато значајни едукации на врвни клиники ширум светот, меѓу кои ги издвојуваме оние во Австрија, во Штутгарт, Германија, болницата Свети Бамбино, Катанија, Италија, Универзитетската болница во Ваљадолид, Шпанија, па во Израел и други места. Член на Македонското здружение на ортопеди и травматолози, Меѓународната асоциација на артроскопија, хирургија на колено и ортопедска спортска медицина, Европската асоциација за колена и хирургија и спортска травматологија и артроскопија. Покрај професионалните обврски во Аџибаден Систина, работи како лекар на македонската ракометна селекција, а исто така благодарејќи на соработката помеѓу спортското друштво Вардар и Аџибаден Систина и екипите на Вардар добиваат медицински услови. Нашиот гостин е вроен професионалец и има 33 години. Неговото мото е работа, работа и само работа. Само така може да се постигнат вистинските цели во животот. Почитувани гледачи, наш денешен гостин во утринската програма Нов ден е доктор Михајло Ивановски. Лете, почитувани гледачи, слушате станува збор за доктор Михајло Ивановски. Докторе, добро утро и добре дојдовте во студиото на К3. Благодарам што одвоите време во овие рани утрински часови да дојдете од Скопје, специјално во нашата утринска програма. Се надам дека ќе имаме многу теми за кои ќе поразговараме ово утро. Меѓутоа, главен акцент ќе ставиме како што стои во нашиот тело, физичка активност и заштита од повреди. Па еве накратко едно вкусно прашање ваше како лекар. Дали македонците доволно физички се активни? Најпред благодарам за поканата. Добро што е рано, пошто после ќе биде топло, така да. Добро, подобро порано. Дали нашиот народ, дали македонците спортуваат? Во принцип, мора да кажам дека свеста на народот се минува. Значи, се повеќе и повеќе се спортува, се повеќе и повеќе луѓето се рекреираат, се користат планините, се користат патиките за пешачење, за возење велосипеди, исто така се повеќе се користат и спортските центри, теретаните, фитнес центрите за спортување. Така да не спортуваме доволно, меѓутоа добро што свеста се минува полека. Според некои стручни анализи направени во последно време, во Македонија 18% само луѓето физички се активни, што сепак тоа не е доволна бројка за да на некој начин имаме здрава популација во Република Македонија. Да, доколку се споредуваме со западноевропските земји не е доволно, меѓутоа тој процент се повеќе и повеќе се зголемува. Се надам дека во нека наредна прилика кога ќе разговараме тој процент ќе биде. Нормално е да ве прашам, бенефитите од физичка активност се многу големи, пред се тоа е добро за крвотокот, за сите органи и верувате ли дека многу ќе се спречат несакани последици во здравјето ако човекот е физички активен? Физичката активност е апсолутно неопходна за секој организам, значи покрај работата која што е физичка работа. Како сакате кажете, умствена да, меѓутоа е и физичка. Значи, рекреацијата, спортот се активности кои што се неопходни на организмот. Самото спортување е здраво, а да не разговараме дека кога спортувате и шетате по планини, покрај реки, значи во природа, тоа е апсолутно здраво. Движењето, шетањето, значи, како да ви кажам, јас сум хирург, работам спортска травматологија, го препорачуваат највише кардиолозите, највише интернистите. Спомнав се крвотокот, нели, срцето, сите тие органи им е неопходно здрав живот, им е неопходно пешачење, им е неопходно раздвижување. Колку е важно млад човек да почне рано да се бави со спорт, за да дојдат до несакани последици, слаба мускулатура, деформитети и на некој начин комплетно слаб организам и структурниот систем на човекот? Значи, спортувањето уште од најрана возраст е битно. Значи, не е само битно за соодветно развивање на децата, на младите индивидуи, значи битно е и за менталниот развој на луѓето. Значи, многу е полесно кога младите луѓе спортуваат, а не се бават со еден огромна група на други работи кои што никој не да ги спомне, не да ги помисли. Правилниот развој на децата сепак, значи покрај тоа што ние ги советуваме спортуваат, е во рацете на тренерите, е во рацете на стручни лица кои што правилно ги насочуваат во правилна спортска активност, во правилен развој и раст. Нашата работа е да ги следиме,
да ги соодветно превенираме евентуалните спортски повреди и да правилно ги насочиме да се развиваат тие тетиви, мускули, коски. Кога вршиме физичка активност, значи било на отворена, било во затворена спортска сала, колку е важно да организмот биде подготвен кога ќе се извршува таа физичка активност. Сведоци сме дека има многу несакани повреди и други, да кажем, работи кои може да влијаат лошо во здравјето на човекот. Токму така, значи неопходна е соодветна припрема на организмот, неопходно е, нели народ го вели тоа загревање, значи потребно е, значи не велиме да организмот постигне соодветна работна температура, за да потоа може да се впушти во соодветна физичка спортска активност. Професионалците си имаат тренери, значи големите светски клубови се повеќе нашите имаат кондициони тренери кои што ги подготвуваат за секој надпревар, секој тренинг. Значи потребно е соодветно да биде загреван секој дел од човечкото тело, секоја тетива, секој мускул. Нели, ракометарите не го загреваат само рамото, пошто со рамото шутираат, или фудбалерите само десна нога, пошто се деснаци, го загреваат целото тело. Тоа е апсолутно неопходно за да понатаму се спречат повреди. Значи денеска сме сведоци, посебно во добро развиените, добро организираните клубови, на посебни техники, на посебни, тоа се полар системи и апарати кои што идат до тие танчини да тренерот добива податоци во која минута е соодветно организмот доволно загреван. Нели, има параметри, срцева работа, активност на тетиви, на мускули, кои што денеска се мерат за да во соодветна минута влезе соодветниот играч. Нели, јас сум бил сведок на фудбалски надпревари од европските купови, каде што значи има кондиционен тренер кој што го загрева играчот, па му дава податок на тренерот дека во таа и таа минута он е спремен да влезе. Не порано, не подоцна. И сега, бидејќи сме сведоци дека има многу младински школи во Република Македонија, конкретно во нашиот град во Куманово, во тие младински школи многу е важно децата од наредната возраст да се направи квалитетна сондажа врз нивното здравје, а и воедно тренерите да знаат како дете да го припремат за целокупниот тренажен процес и тренингот. Да, треба да се направи соодветна сондажа. Значи, тука мора да спомнам дека сепак тоа повеќе во доменот на спортската медицина и на лекарите по спортска медицина и физиологија, кои што сепак работат по едни други програми кои што се бават токму со тој дел на соодветно дозирање на трениците кај тие млади луѓе. Тие треба се во постојан контакт со тренерите за да се соодветно дозираат тренизите, соодветно се дозираат надпреварите, време траењето на тренизите за да може да децата се развијат соодветно. Сепак јас повеќе се бавам со спортска травматологија и јас секогаш велам, значи што поретко да тие и деца и возрастни доаѓаат кај мене, пошто кога доаѓаат кај мене веќе значи станува збор за некоја несакана повреда. Добре, еве се случи несакана повреда на теренот. Кој е вашиот прв совет кога на пример ќе имаме повреда на тетиви, на склошни, зглоб, на препони? Како треба да се реагира во тој момент за да на време се спречат други несакани последици? Значи прво мора ги поделиме работите, значи кога станува збор за тренинг, кога станува збор за една екипа во Македонија, професионална, полупрофесионална, па дури аматерска, значи мојата препорака, моја апел е да сепак таму има во најмала рака физиотерапевт. Значи свесни сме дека не може во секој момент да има и доктор. Меѓутоа минимум да има физиотерапевт кој што има нели познавање од областта на таа спортска травматологија, да ја наречеме. Секоја спортска повреда си бара соодветен третман. Сме биле сведоци на многу сериозни, многу тешки повреди на спортските терени, ќе ги спомнеме подоцна, и тоа треба соодветно да се реагира. Значи во тие екипи значи мора да има соодветен човек кој што тоа ќе го спроведе и фудбалерот, спортистот, ракометарот ќе биде соодветно спроведен до медицинска установа. Кога станува збор за рекреативци и тие се повредуваат, нели се случува на планина, на пешачка патека, се случува во теретана, во рекреативен центар, треба соодветно да се реагира токму така. Оние посериозните повреди од типот на фрактури се случуваат, мора да се третираат веднаш да се реагира и соодветно да се истретира до крај, додека пак оние повреди, нели истегнувања, мускулни, тетивни, дозволуваат и малце подолго траен третман, односно подолго време достигнувањето во соодветно установа. Сепак треба стручни лица да реагираат. Од друга страна пак гледаме дека расте бројот на деформитети кај дечињата и тоа е многу опасна работа која треба да се што повеќе третира и да се навреме лекува, затоа што ако не се лечи навреме може да предизвика многу проблеми кај детето во неговиот понатамошен развој.
Така е, токму, значи тие деформитети, искривувања кај децата, значи треба соодветно да се третираат, пред треба да се препознаат, па соодветно да се третираат. Токму заради тоа се тие превентивни ортопедски прегледи, токму заради тоа се тие контроли на спортска медицина кои што мислам дека и законски се обврзани сите екипи спортски да ги прават дали на 6, дали на 12 месеци. Значи се работи за крвни анализи, клинички прегледи, соодветни испитувања за да едноставно се исклучат, се избегнат оние несакани сцени кои што сведоци сме се случуваат на спортските терени. Да, се прават тие лекарски прегледи, меѓутоа се случува, гледаме нови големи народни настани и покрај сите тие регуларни лекарски прегледи, за жал се случуваат трагични работи на терените, било да е фудбал, било кошарка, било ракомет, така натаму. Се случуваат. Реков, тоа се несакани моменти кои што не ги посакува никој, се многу стresни за нас докторите кои што сме таму на самиот терен, меѓутоа се многу стresни за спортистите. И покрај сите превентивни прегледи се случуваат некои несакани ефекти. И ги спомнем и се повеќе нели средствата, стимулансите кои што ги користат спортистите што на своја рака, што по незнаење, што по директна намера или инструкција, стимуланси кои што знаат да дадат такви несакани ефекти. Почитувани гледачи, може вие се јавувате на нашиот телефон 031-433-373 да го прашате докторот за некои ваши проблеми здравствени. Телефонот ќе биде отворен до овој моменти, па поверете, јавувајте се. Докторе, вие сега работите во нашата македонска ракометна репрезентација. Како веде таму работава? Веќе подолго време сте таму. Мора да препишеме дека овие успеси имаат и вашата заслуга. Па не, значи успесите ќе ги препишеме само на ракометарите. Значи само од здравствен аспект. Од здравствен, значи сепак успесите се само нивни. Ние сме во позадина, ние сме еден сервис и правиме све за да они успеат. Значи не само јас, значи цел тим на доктори од клиничката болница Аџи Систина стои на располагање на тие професионалци, на тие спортисти. Сепак репрезентативците се најдоброто што го има оваа држава. За среќа во моментов имаат успеси кои што не го редат сите. Едноставно ние сме сервис кој што има возможува нив да во секој момент го дадат максимумот. Ние сме таму за нив. Да, успехот е заеднички, неспорно. Потребна е многу работа, потребна е многу енергија за да се постигне тоа што не го постигнуваат. Има стално повреди, има стално мака, има стално моменти кои што бараат соодветен третман за да они бидат спремни. Доаѓаат повредени, доаѓаат изморени, треба тука да се помогне, треба тука да се санира. Сме биле, значи во континуитет сме на неколку големи надпреварувања каде што е потребно соодветна нега, соодветен третман. Значи на надпреварување каде што се 2 недели, каде што секој втор ден се игра надпревар, каде што секој ден има тренинзи, се случуваат и повреди, се случува замор, се случува како физички така психички замор. Значи потребно е да им се помогне, потребно е соодветно секоја повреда да се истретира, затоа што утре ден има нов потежок, непобитен. Сите надпревари се битни, меѓутоа нели. Меѓутоа она што е важно кај нашата репрезентација владе една голема хомогеност и компактност и сето тоа придонесува за сите успеси и живеете како една семејство. Па да, јас сум во репрезентацијата активно од ќе му дое 5 години, значи од надпреварањето во Србија, во Ниш и Белград, каде што беше направен најголемиот успех на македонската ракометна репрезентација сега за сега. Тоа е една генерација која што постигнува континуитет, реков, успеси и кои што се надевам дека сега на ова надпреварање во Полска ќе го постигнат свој најголем успех, ќе успеат да се пласираат на Олимпијадата, па ќе стигнеме до една таква врна. Како ги вршите подготовките на нашите ракометари пред еден важен надпревар, например во со Чешка и другите, кога се решава судбината на нашата репрезентација? Веројатно имате ваш некој метод на работа и совети, и психолошки и така натаму. Па видете, тука значи се работи повторно ќе спомнам за професионалци. Они сите доаѓаат спремни од своите матични екипи, спремни, секој со своите нели можности. Едноставно потребно е да се направи една синтеза, да се спојат во еден тим, пошто тоа е краток временски период, нели, се собираат 2-3 дена пред надпреварот, нема многу време за реагирање, оние што се ситни повреди се санираат, тоа што може да се санира и во разговори со нив во низ тие тренинзи, нели, се спремаат за надпреварите кои што им се битни. Сега не очекува голем настан во Полска за едно 5 до 6 месеци. Кога ќе почне подготовките на нашите репрезентации, како се планирани тие да се изведуваат? Значи,
Да, Полска е наредниот голем настан, инаку сите настани се големи. Едно европско првенство е апсолутно голем настан, поготоа што спомнав, значи има тежината да тие момци пробаат да се пласираат на Олимпијата. Значи тоа е првиот момент, а понатаму нели, дај Боже да успеат да си досвојат и медал. Од наша страна подготовките значи започнуваат во моментот кога стручниот штаб, селекторот ќе одлучи да ги собере на припреми. Значи во нашата болница се прават едни превентивни прегледи, пред се тоа се кардиолошки прегледи врзани со стрес тест, кои што значи не може да одредат нивната физичка спремност, меѓутоа може да им дадат едни параметри до кај се што се, значи потребни се тоа тие превентивни прегледи. А конкретно мојот дел понатаму е нели да се грижам да они колку што може помалку се повредуваат, а од кога се повредат да биде што побрзо таа повреда санирана. Ајмо кога поразговараме за допингот како едно зло во спортот, знаеме дека многу спортисти го користат со цел да постигнат добри резултати, меѓутоа сето тоа после се враќа многу лошо врз нивниот организам. Да, допингот е баш така рекав, значи зло во спортот. Во денешно време значи многу се инвестира во антидопинг програмата, односно тоа се програми кои што ги тестираат спортистите и се обидува да ги превенира тие можности, меѓутоа исто така мора да знаете дека се инвестира и во допингот многу. Значи сите тие стимуланси се повеќе ста хемија, така велат спортисти, значи ја се користи и се секогаш се наоѓа некое средство што е дозволено, а врши стимулација. Допингот никогаш, значи допингот се зема или поради незнаење, или поради многу знаење, или поради некоја си така немарност. Оние што го земаат тоа со знаење, значи тие се до некаде спремни за тоа што го прават и користат средства кои што се истестирани и кои што се на граница на дозволен или недозволен. Апсолутно ништо тоа јас не препорачувам. За жал многу е страшно кога некои од играчите се жртви на незнаење на тие што се околу нив, пошто за жал многу малци спортски клубови во Македонија имаат точно и конкретна програма и точно и конкретно луѓе што се грижат за конкретно тие работи. Верувате ми, значи не може еден хирург да знае све. Значи треба да има луѓе кои што се бават со таа допинг програма, пошто секоја година, не во јануари, во декември излегува недозволената листа на недозволени средства за наредната година. Значи ВАДА е еден огромен систем кој што инвестира многу средства во антидопинг програмата, така да тоа се луѓе кои што го работат само тоа. Знаеме дека многу лошо влијае врз здравјето на спортистот, па да ни кажете еве какви неголеми штетни појави може да има врз организмот на спортистот? Значи да, има штетни појави, значи влијае како на мускулите, на тетивите, па доаѓа до несакани повреди, кинење, хематоми, кинење на тетиви, кинење на мускули, па така до влијае на крвните садови, до оние несакани спортски сцени кои што ги гледаме, нели, се случува инфаркт на терен, се случува мозочен удар на терен, апсолутно. Значи не велам дека тие средства се причината, меѓутоа се една од причините што доведува до тие несакани појави на спортските терени. Како во Македонија е развиена антидопинг контрола? Имаме ли ние ресурси да се бориме против ова зло? Па во принцип имаме ресурси да се бориме против ова зло. Мора да кажам дека ќе го спомнам тука мој многу драг пријател и колега доктор Стоилов, кој што ја работи таа антидопинг програма во Македонија, кој што одржува семинари, кој што работи на тој дел. Се одржуваат, значи прават тестирања како во првата македонска фудбалска лига, мислам дека се и во ракометот се воведува. Така да тоа е програма која што е на свет поддржана од ВАДА, пак ќе кажам, на светско ниво. Значи тоа се тестирања кои што не ги вршат ние, значи тестирања кои што се вршат во специјални лаборатории кои што ги има пар во Европа, каде што примероците на урина и крв се испраќаат директно. Значи се повеќе се применуваат ненајавени тестирања како за време на одмор, така за време на тренинг, така да им се помогне да сватат спортистите дека тоа е она што не треба да го прават. Ке сложите и со мене дека во некои моменти казните за такви допинг појави кај спортистите се доста благи, мислам дека треба да бидат многу поригорозни. Пресе во интерес на неговото здравје, да не му се случат несакани работи утре. Значи да, баш апсолутно тоа се слагам. Значи треба да бидат ригорозни кај оние спортисти кои што заслужуваат. Значи кај спортисти кои што циљано, намерно, со знаење, нивно и на стручниот штаб го прават тоа. Меѓутоа, каде што
заради нечие незнаење или нечие непрофесионализам, друг страда апсолутно. Не се слагам со тоа. Да ја видиме една непријатна работа 2011 година, меѓутоа тоа помина. Да, апсолутно, значи тоа е работа која што јас многу добро ја расчистив и во ВАДА, и во ФИФА, и во УЕФА, бев на разговори во сите три институции. За среќа помина така како што помина, значи станува збор за не моје лично, меѓутоа за незнаење на некои други луѓе, кои што на своја рака си применија некои работи. Во тој случај не страдаат двајцата фудбалери. Да. Успеавме да го заштитиме клубот, така да тоа е тоа. А сега малку да поразговараме, вие сте били на многу едукации во познати клиники во Европа и во светот. Ќе спомнеме тука Штутгарт, па во Австрија, па во Италија. Може да ни кажете што за вас тоа значеше тоа заминување во странство, во вашата доградба и надградба во кариерата? Па мора да признам дека значеше многу. Значи сите странски едукации се позитивни, се добри, поготоа нели. Значи ние имаме соодветна медицина, меѓутоа секогаш е добро кога ќе научите нешто од страна. Поготоа тоа се предстои кои што се на повеќе од месец дена, месец, два, три, кои што апсолутно даваат простор и за работа во тие клиники и за соодветна комуникација со тие стручни лица. Сум бил на неколку места, меѓутоа морам сепак ќе го извам престојот во Ухинген. Значи Ухинген е место 30 км од Штутгарт, каде што имав среќа и се уште имам среќа да контактирам со тие луѓе таму. Тоа се 20 изворедни доктори кои што работат врвна спортска травматологија. Значи тоа е спортски травматолошки центар. И секој кога ќе на Google ќе ги искуци имињата на тие доктори ќе свати каков центар е тоа. Значи тоа е центар каде што јас имав можност да го запознам Усеин Болт, кој што беше дојден на преглед, а центар каде што е опериран Френки Федерикс, Борис Бекер, па другите, кога ќе ги отворите на Google, кога ќе видите кој свет бил таму, ќе ви стане јасно. Значи центар каде што јас научив многу за спортската травматологија, за артроскопијата и за третманот на сите спортски повреди, како предоперативен, така за време на операцијата. Имав можност многу да работам таму, така и за постоперативниот третман. Соодветно враќање на тие спортисти на терен. Да, потоа бевте во Австрија, па во Катанија. Така. Треба да ги споменеме и тие треба да ги споменеме големи центри. Тие големи центри. Нели, покрај спортска травматологија, сепак јас работам и општа травматологија, работам и дел од протетиката, така да во Австрија бев на сосема друга едукација, протези на колен, на колк. Во Катанија бев релативно претходно на едукација од општа травматологија, така да сето тоа се центри каде што се учи по нешто. Меѓутоа, пошто нели зборувавме за спортот и за спортските повреди, затоа се осврнав повеќе на спортскиот центар во Ухинген. И сега имате ли соработка со тие клиники, соработувате ли, се видувате ли почесто, развенувате идеи веројатно и понатаму? Да. Дали тие доаѓа во Скопје кај нас? Значи доаѓаат во Скопје, значи него спомнавме и Израел, значи сепак школата за артроскопија, јас заедно со колегите од тогаш во градска болница доктор Настов и доктор Митев ја започнавме во Израел, односно со израелската школа, така да не може да не го спомнам доктор Габриел Ниренберг. Значи тој е во тоа време беше доктор на Макаби Хаифа и на израелската кошаркарска репрезентација, кој што за среќа наша не научи на артроскопијата. Значи тоа е нели најнова, не е најнова, меѓутоа е техника која што им возможува брзо враќање на спортистите. Он доаѓаше на неколку наврати во Скопје, се уште доаѓа. Од Германија до Хиники ги спомнам доктор Јончев и доктор Василев, значи двајца доктори кои што апсолутно врвна спортска травматологија работат, кои што исто така постојано сме во комуникација за совети во било кое време, нели некои посложени хируршки интервенции дури или ги праќаме таму луѓето или они доаѓаат тука, така соработки има. Се вратиме повторно на домашен терен. И да родите кога ќе сака да го запише своето дете да спортува, например на 8-9 години, обично тоа е добриот тајминг за детето да стане успешен спортист. Каква порака би испратили вие на родителите пред да се одлучи на таков чекор? Како некој начин да го подготви детето за спортување? Прво и основно да го пратат на спорт кој што детето го сака. Не спорт кој што мајката или таткото на времето го сакале или не успеале или успеале. Значи детето го спортува она што го сака. Втора многу битна работа, откога ќе почне да спортува, ако детето го сака спортот, да продолжи го спортува. Ако не, нема потреба. Ако стручни лица, како што се тренерите, дадат насоки дека тоа дете можеби не е тој спорт, значи да се послушаат, не по секоја цена сите треба да станат ракометари.
Не по секоја цена сите треба да станат кошаркари. Значи некој од тие млади луѓе може би утре ќе биде балетан. Значи не е спорт, меѓутоа е физичка активност и е работа со која што он ќе се бави понатаму во текот на својот живот. Значи сведоци сме кога многу спортисти почнале на кошарка па станале изворедни ракометари или обратно. Така да изборот на спортот е првата работа кај што треба да почне родителот со своето дете. Детето е тоа што ќе каже што сака да спортува. Иако е мало и не знае, верувате ми знае. Да, родителот ќе насочи можеби дека не треба да е тоа ако е девојче карате, аикидо или теквондо или ако има грацилна градба, значи не може да иде на ракомет, треба да иде на одбојка, се слагам. Тука меѓутоа сепак нели. Меѓутоа многу е важно да се навреме направи комплетна лекарска анализа на детето. Значи тука веќе доаѓаме до вториот момент. Значи сите деца почнуваат да спортуваат, па потоа нели, кога веќе ќе навлезат во спортскиот дел, значи не велам дека тоа треба после 3 години, тоа се случува после пар месеци, треба да се направат соодветни анализи, треба да се направат соодветни испитувања, повторно ќе спомнам, тука се надлежни докторите од спортска медицина кај нас во државата, каде што се прават тие превентивни прегледи на спортска медицина и од каде што се започнува, доколку има нешто повеќе, нели, понатаму се препраќаат децата на соодветни испитувања доколку е потребно, па се насочуваат дали можат или не можат нешто да спортуваат. Меѓутоа таму се започнува све. Превентивните ортопедски прегледи исто така се битен момент каде што ќе дадат насока, нели, дете кој што има деформитет на кичмата или има искривување сколиоза, нема да му дозволиме да продолжи да спортува тежок во спорт кој што бара тежок физички напор, кревање, терет и тие работи, ќе насочиме во некој дел како што е пливање или тие работи. Доктор, сведоци сме дека овој денешната младина многу е застапена пред компјутерите и сето тоа придонесе, како што рековме, за тие деформитети. Па има еден ваш совет, превенцијата, како и на кој начин тоа да се спречи. Меѓутоа, денеска е модерно време, не може деца да ги тренират компјутери, меѓутоа ние во наше време сме играле повеќе надвор и фудбал и сме спортувале. Денеска за жал не е така. Еден ваш совет до дечињата. Значи мора да се прати модерното време, знам. Значи мора деца да научат компјутери, мора да научат јазик, мора да научат. Меѓутоа не се слагам со сите оние таблет компјутери, Android телефони и тие работи. Да, треба да знаат децата и тоа, меѓутоа треба и да спортуваат. Не може да им го земете, да им ги скршите, меѓутоа треба да им се објасни дека не се игра спорт само преку компјутер, значи не се разговара преку пораки, него едноставно треба да се спортува. Да, се слагам дека ја не сум толку стар за да коментирам, меѓутоа се слагам дека денеска деца не играат джамли, не играат ластик, пошто се по цел ден на компјутер, така да совет мој е дека апсолутно треба да се спортува. Вие добро ги превенирате сите тие деформитети, па еве кажете ни една кратка осека колку во Македонија имаме деформитети, податоците не се добри, мора да бидеме реални и се преземаат многу мерки да се тоа превенира и да се лекува навреме. Значи, не би ве замарал со бројки и со проценти, ни вас, ни гледачите. Значи, во принцип, деформитетите не само кај спортисти, не само кај деца спортуваат, деформитетите општо треба да се превенираат. И кај деца кои што утре треба да станат обични градежни инженери, архитекти, работници. Да, кај секој значи тие деформитети треба да се превенираат. Значи, апелот тука би бил да секој дете редовно се контролира ортопедски, значи кај ортопед. Колкови, колена, сите зглоби треба редовно да се испитаат и кои исконтролираат, за да тоа дете израсне во една здрава индивидуа која што ќе треба на оваа држава. Понатаму правиме мовет за деца кои што ќе спортуваат. Значи пред се треба детето да израсне во здрава индивидуа, па да разговараме за спортист, професионалец, рекреативец или понатаму. А секоја индивидуа понатаму животот ќе треба да се рекреира. Правиме мовет дека свеста треба да се промени, и дека секој возрастен човек треба да се рекреира, да спортува, да пешачи, да планинари, секој во зависност од своите можности, физички, финансиски, ментални, независно. Доста сте активен лекар сте во нашата репрезентација, па работите во Систина, па сте член на многу македонски асоциации, кажете ни нешто од вашето CV што не сме спомнали уште. Па, добро, во принцип моето CV е најчесто врзано за работата. Имам CV како спортист, значи бев активен тенисер како млад, меѓутоа нели, кога напунав 18 години, кога требаше да се одлучам меѓу спортот и медицината, ја одлучив медицината. Морам да признам дека не сгрешив, пошто сепак професионалниот спорт бара многу одрекување, немаше да може двете работи да се терат. Меѓутоа, благодарение на
тенисот кој што активно го играв 6 години, го играм и ден денеска рекреативно, значи ме насочи мене лично, она што го зборував за сета деца, мене лично се надевам на правиот пат, да. Заврши факултет, работам, не се бавам со некои други работи кои што не треба да се бавам, а ми помага затоа што ден денеска сакам да спортувам, сакам да се рекреирам, сакам да прошетам на водно. Да. Кога е ладно, сакам нели и во сала да се рекреирам. Сте љубител на тенис, веројатно ги следите овие тениски случувања? Да, апсолутно ги следам и ги пратам. И ваш краток коментар за сите овие, гледам имаше Роланд Гарос, па Вимблдон, во тек. Вашите предизвоња? Во принцип, моите предизвоња. Јас мора да признам, јас сум фан на играчи од типот на Рожер Федерер, Пит Сампрас, Стефан Едберг. Така да сум нив фан, ја фаворизирам нивната игра, затоа што сметам дека тоа се играчи кои што имаат апсолутно идеална техника. Не ги исклучувам, нели, многу да го сакаат Новак Џоковиќ, многу да го сакаат Рафаел Надал, меѓутоа Федерер игра со идеална техника која што според мене, јас сум сепак доктор, не сум. Сепак Надал гледаме дека има многу здравствени проблеми и паѓа во форма многу. Да, за жал Надал има здравствени проблеми, според мене има проблеми не е според мене, според она што го читам, меѓутоа проблемите со зглобовите се заради тоа што го спомнам техниката. Значи нема идеална техника која што за жал го троши премногу неговиот организам, а заморот и тоа трошен организам си го прави својата. Како поминува да работен ден ваш од утро до вечерта, еве, во систина работите, па поплавни сте, исполнати се други активности, немате одмор, очигледно? Па, добро. Време за одмор мора секогаш да се најде. Да, работниот ден е доста долг, пошто поготово кај нас во хирургијата, во травматологијата нема паузи, нема застанување. Работниот ден почнува да се бајле од 8, меѓутоа некогаш трае и до 12 до 1 навечер, некогаш почнува од 12 до 1 навечер, затоа што сепак ние травматолозите работиме хитна патологија, фрактури кои што бараат хитен третман и кога ќе дое фрактура во 1 навечер не може да речеме дека утредните водење ќе работиме, да го работиме навечер, така да работниот ден е доста долг. Сакам кога работниот ден ми почнува пред 8 часот спортска активност, дали тоа тенис, дали тоа трчање, меѓутоа не секогаш се успеам во тоа, така да пробувам да најдам време во текот на попладната за рекреација. Кој спорт највише ви го преферирате? Ве спомнате тенис, велосипедизам, планинарње? Ја ги сакам белите спортови, тенис и скијање. Нив ги практикувам, според мене се најубави спортови. Меѓутоа мора да признам дека пливањето е многу здрав спорт, поготово за младите. Да, токму за овие деформитети велат дека ви спомнав деформитетите, значи пливањето е апсолутно многу здрав спорт кој што на сите топло го препорачувам, не само во текот на летниот период кога сите идат на море, на езеро, на пливање, треба да се користат колку ги има толку базените за пливање, а инаку сите други спортови, и велосипедизам, и планинарење, и сите контактни спортови, сите спортови со топка, широко ги препорачувам за сите. Бидејќи потекнувате дуглино лекарско семејство, веројатно вашите родители ви даваат подршка во вашите успеси, кои од ден на ден се поголеми. Па да, имам апсолутна поддршка од моите родители кои што во се ме поддржуваат, како од првиот момент на запишување на медицина, така до ден денеска, така да немаше да стигнам и немаше да успеам на сите овие едукации, на сите овие работни места каде што сум бил без нивна поддршка. Почнуваме гледачи, телефонот е 433-373, еве сега предлагам да направиме една мала кратка музичка пауза, па го продолжиме разговорот со доктор Одиме понатаму со нашиот разговор. Докторе, сте патувале многу како клубски лекар на фудбалски клуб Работнички, во Ливерпул, на Енфилд, сте имале и несакани работи, меѓутоа тоа овие работа, повреди, тешки, како се справувате со тие проблеми? Да, убавиот дел од работата се тие убави екскурзии. За жал, нашите фудбалери се уште патуваат само текот на летните месеци, не премногу. Меѓутоа, тоа беше едно убаво искуство да се биде на Енфилд, да се игра со Ливерпул, да се биде на Олимпико, да се игра со Лацио, да се осетат тие огромни стадиони во Данска со Дензе, така да тоа се убавите моменти од спортот. Убаво е кога се победува, сите се среќни, сите се весели. Неубавите моменти се поразите. Така да, меѓутоа ние сме многу среќни и горди што од 2017 година ќе имаме најголем спектакл во Македонија, од незината самостојност, финалето на Лига Суперкупот на Европа.
на некој начин ово е признание за целата наша држава. Да, тоа е убав настан кој што ние како нација сакаме спорт, сакаме успеси, така да тоа ќе биде убав настан да се види. Се надам дека таа година екипи како Барселона, Реал, Милан ќе станат европски шампиони или Лига Европа ќе може да ги гледаме во Скопје. Доктор, еве полека да го привршиме нашиот разговор. Во Република Македонија многу застапени болеста ревматоиден артрит, многу граѓани имаат проблеми со ова работа, па еве ваш краток совет за превенција на ова заболување кое прави многу проблеми. Да, добро, значи не само ревматоидниот артрит, општо артритите, значи се оштетување на сите зглобови, значи страда раскавицата на сите зглобови, каде што понатаму во текот на животот се јавуваат проблемите. Значи, оштетувањето раскавицата вие не може да го превенирате. Зборуваме за спортување, кај спортистите професионалци повеќе се оштетува раскавицата, посебно страдаат колената. Кога ќе се оштети раскавицата веќе имаме проблем кој што дава во подоцнежниот живот инвалидитети и болки и проблеми с тие работи. Ревматоидниот артрит е проблематика која што ја третираме заедно со интернистите. Интернистите го третираат дневно дел, ние компликациите од тоа. Меѓутоа, тука мора да спомнеме дека третманот треба да се започне уште од порано. Значи не збориме порано во младост, а меѓутоа после некоја си 45-50 година треба да се размислува веќе за зглобовите и соодветно да се третираат. Пред се да пробаме да се превенира, да се сочува биолошкиот зглоб, а потоа ако треба да се минува. За здрави зглобови веројатно вие препорачувате и добра квалитетна исхрана. Да, исхраната апсолутно е многу битен фактор кој што не само за косно-мускулниот систем, туку и за целиот организам е многу битен фактор. Докторе, полека да го привршиме разговорот, се заблагодарам што бевте гости, еве на крајот, бидејќи ова емисија посветуваме на спортот, на повеќе спортување кај младите, би ве замолил да испратите на полека до младите генерации што всушност добиваат преку спортот младите луѓе во Република Македонија и пошироко? Па, апел, преку спортот добиваат сите. Значи добиваат младите луѓе, добиваат нивните родители, добиваат возрастните. Значи добро позната во здраво тело, здрав дух, нели? Значи со спортските активности сите ние, односно сите млади растат како што треба. Значи растат во една здрава средина, растат не само во природа, значи растат меѓу здрави луѓе и израстуваат повторно како спомнав во здрави индивидуи. Не сите ќе станат професионални спортисти, не сите ќе успеат во професионалниот спорт, меѓутоа доволно е што понатаму во текот на животот, помеѓу работните активности ќе имаат време, односно ќе имаат навика да спортуваат, да се рекреираат, а тоа е она што ќе ги направи спремни за наредниот работен ден, што ќе ги направи спремни за нормално функционирање и за нормален здрав живот. А да веруваме дека вие како лекар на македонската репрезентација ракометна ќе немате проблеми со нашите ракометари и да се надеваме дека во јануари ќе ни предадете многу нови радости и веруваме дека Македонија повторно ќе ни израдува во Полска. Јас се надам дека ќе немам воопшто работа, искрено, се надам дека ќе направиме голем успех и дека повторно ние како македонци, како народ ќе се радуваме, дека Македонија како држава ќе се радува и дека верувате многу во чувството кога ќе дојдете дома и едноставно сте победници. И како што велат, спортот е најдобар амбасадор на една држава. Потпуно се славам. Доктор, ви благодарам што бевте гости во нашата утринска програма и ќе ве поканеме друг пат да поразговараме за слични вакви теми и се надеваме дека се гледаме во друга прилика. Благодарам. Почитувани гледачи, продолжуваме со нашата понатамошна програма на КТВ телевизија.